Почитуван министер, почитувано високо раководство на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, почитуван пратениче, почитувана председателке, почитувани сограѓани. Со оваа програма за престојните локални избори 2013 година сакам да ви ги представам моите визии и развојната политика според која треба да ја водиме општината во наредните 4 години. Појдовна основа на оваа програма е реалноста и остварливоста. Зошто го велам тоа? Затоа што истата се заснова врз можностите и ресурсите со кои располага општина Валандово, а е во согласност со законските регулативи на Република Македонија. Локалната самоуправа е најблиску до граѓаните и еден од најважните елементи на демократските држави. Затоа во таа насока ќе продолжам да ги охрабрувам сите иницијативи на граѓаните што ќе имаат за цел да влијаат во насока на подобрување на квалитетот на живењето и максимално ќе се посветам на нивна реализација. Сослушувањето на секој граѓанин, посветеноста на работата, ветеното и исполнето и без лажни ветувања, оставање дела што ќе представуваат патоказ за идните генерации, тоа се начелата за развој и напредок кои треба да се надоградуваат. Почнатите активности и проекти кои треба да ги довршиме со целосно ангажирање на владата на Република Македонија и со буџетот на општина Валандово, користењето средства од европските фондови и создавање услови за отварање на нови работни места се основата на оваа програма. Само така ќе успееме да добиеме општина со големен стопански пораст, граѓани со повисок животен стандард, општина што ќе биде посакувано место за живење, работа за секој граѓанин и општина на среќни деца кои што учат во високо квалитетни установи. Во изминативе години се стремев секогаш да се држам до паролата дека само честните умеат, можат и знаат да ја водат општина Валандово. Денеска, стоејќи пред вас, со гордост можам слободно да кажам дека во ниту еден момент не сум погрешил и дека само на таков начин можеме да продолжиме во добивање на вашата доверба и оправдување на следниот мандат. Почитувани, моето мото секогаш било дека најубавата општина во Република Македонија е општина Валандово, а за да бидете градоначалник на една општина, треба прво да ја сакате истата и истовремено со својот ангажман да успеете да оставите зад себе иднина за следните поколенија. Кога веќе ја промовирам изборната програма за мојата општина, општина Валандово пред и да ги набројам 10 најзначајни проекти за кои што впрочем ја барам оваа доверба, да можам заедно со вас истите да ги реализирам и на општината да ја дадеме смисол на урбана средина. Таквите проекти се индустријската зона Раброво која спомна министерот, нов лик на градскиот пазар, завршување на изградба на канализацијски систем за отпадни води во населените места Брајковци, Баленци и Марвинци, како би успеале стратегијата за подеднаков локален економски развој и на неурбаните населени места да им овозможиме да биде иста како со градот Валандово. Поставување на пречистителна станица на реката Вардар, реализација на проектот за собраниска зграда и изградба на црква и црковен храм на плоштадот во Валандово, изградба на локален музеј во градот Валандово, асфалтирање на улица со тротоари во населбата Бутел и село Пирава и нејзино спојување со регионалниот пат Р-110, асфалтирање на сите улици во сите населени места заедно со градот Валандово, бидејќи општина Валандово е една од високо квалификуваните општини во втората фаза на фискалната централизација. Јас и прошлиот пат ви кажав, имаме право 15% од буџетот да се задолжиме пред Светска банка и со не повеќе од 15%, и со тие средства приоритетните улици во сите населени места заедно со градот Валандово да ги направиме убави места за движење на сите граѓани. Тампонирање и проширување на патот што води кон селските гробишта во село Марвинци, регулирање и проширување на селските улици во сите населени места, изградба на повеќе наменско спортско игралиште во село Чалакли, изградба на мала зоолошка градина во карулата Бајрамос, изработка на детални урбанистички планови за сите населени места и обнова за градот Валандово, проекти кои се остварливи и заедно со вас кои што можеме да ги направиме. Од локалниот економски развој,
Локалниот економски развој значи потреба од директна работа за економско засилување на локалните области, се со цел подобрување на квалитетот на живење на граѓаните. Успех на општеството во денешно време зависи пред се од способноста на локалните средини да се приспособат на брзите промени во светот кој не обкружува и способноста на засилување на сопствената конкурентност. Во тој контекст, мојата матична партија ВМРО-ДПМН, начело со нашиот председател и премиер господинот Никола Груевски, преку мојата индивидуален ангажман спозна повеќе потврден потенцијал за развој на локалната власт во Валандово, за што лично имам добиено охрабрување дека за секоја одлука која што води во правец на фокусирање за подобар локален економски развој и наградење на партнерство со бизнис и земјоделците за остварување на интересите на граѓани и заложбите за мандатот кој што престои и за него да се посветиме. Тоа е ревитализирање на постојните и создавање нови економски капацитети преку поддршка при формирање на мали и средни предпријатија, создавање работни места преку директно привлекување на инвестиции, создавање на стратегија на добро одржлив економски развој, поддршка на производството на здрава храна со поддршка на земјоделците и сточарите, подобрување на постојната и изградба на нова инфраструктура, соработка со локалните граѓански организации преку соодветна поддршка и нивно вклучување во процесот на локалниот економски развој. Инаку, проектите со кои што е бара вашата доверба како најважни во програмата, а во функција на остварување на споменатите цели во следните 4 годишен период ќе бидат: пак ќе ги повторам истите: индустријска зона, градски пазар, изработка на инвестицијски водич, поддршка при формирање на мали и средни предпријатија, проекти за развој на предприемачките вештини, создавање на база на податоци за деловни активности, формирање на инкубатор на идеи кој токму од вас граѓаните ќе дојде, проект одржување форум на иста маса кој заедно со вас успеавме да спроведеме и да донесеме инвестиции, спроведување на ИЗО стандарди, засилување на капацитетот на одделението за локален економски развој, промоција на општините преку саеми и меѓународна промоција на општинското стопанство. Образование. Владата на ВМРО-ДПМН покажа и докажа дека се грижи за развојот и образованието. Во таа насока и изголемувањето на буџетот на образованието за околу 60%, при што се издвојуваат 3 пати повеќе средства за реализација на капиталните инвестиции. Паролата "Знаењето е сила, знаењето е моќ" е токму во овој контекст. Само со вложување во иднината на нашите генерации ќе добиеме здрави личности, подготвени за современите предизвици. Како резултат на таквите инвестиции, значително се подобри и условите за учење и во нашата општина. Тука би ја споменал информатичката писменост како една од главните алатки на современото живење. Заинтересираноста на учениците кон самиот образовен процес, како и задоволството на родителите и самиот наставен кадар од квалитетот на образованието. Во тој правец ќе продолжиме кон усовршувањето на образовниот процес, градење на партнерски однос со семејствата, како и примената на принципот на заедно почитување и толеранција. Во функција на остварувањето на споменатите цели во следните 4 годишен мандат ќе бидат: реконструкција на кровната конструкција на училиштето Страшо Пинџур во Јосифово, изградба на спортска зала за потребите на учениците од Страшо Пинџур Јосифово, оградување на училишниот двор во Брајковци Чалафе, тоа се нашите подрачни училишта, проектот образование по мерки, програми за преквалификација и доквалификација на работната сила, проектот општината ги стипендира најдобрите и најквалитетни ученици, опремување на училиштата со кабинети за електронска комуникација, обезбедување на услови за практична работа во различни јавни институции и приватни компании на локално ниво, програма за талентирани ученици, организирање летен камп за ученици во село Бајрам во Скарула, проект клупа на која седам е сведок за секогаш, проект превенција од девијантно однесување на младината,
надградба на капацитетот за наставниот и раководниот кадар и проектот електронски дневник кој заедно со владата на Република и Министерството за образование ќе се спроведе во училиштата. Спорт и млади, исто така една од главните алки за да функционира една современа општина, представува развојот на спортот на младите. Потребата за нормален психофизички развој и спречување на телесните деформации на една индивидуа, а воедно и подобрување на квалитетот на живот, налага поставување на приоритети на локално ниво за активно вклучување на младите индивидуи како во јавниот живот, така и во европските процеси. Во тој правец, заедно со владата на ВМРО-ДПМН и во соработка со Агенцијата за млади и спорт ќе ги реализираме следните проекти. Подршка на локалните спортски клубови, проект Катастар за спортски објекти, проект Училишна лига, проект изградба на повеќенаменско спортско игралиште во Чалак, проект активирање на големите игралишта во село Брајковци, проект изградба на скејт парк, трим патека и велосипедска патека, проект организирање на меморијален турнир шаховски Ѓорги Сиров, проект Опен фан фудбал, изградба и обележување на патеки за спорт и рекреација во планинските предели, подршка на локалните спортски клубови за искористување на европски претстапни фондови, младински информативен центар, подршка на млади таленти од доменот на спортот во нашата општина, трибини за неформално образование, хуманитарни акции за младите од социјално загрозените семејства, локална кампања за зависности на 21 век, организирање на доброволни крводарителски акции инициирани од спортистите. Информатички развој. Еден од главните двигатели за успех во севкупното живење е токму познавањето на информатичката технологија. Како да побрзо и поефикасно доаѓање до саканата информација, водење на бизнис, а воедно и способност од предприемнаштво за успех во севкупното живење. Во тој правец, општината под моје раководство секогаш ќе се залага и грижи за надградба на постојните и надградување на нови софтвери со единствена цел подобрување на електронските услуги кои се нудат токму на вас граѓаните. Исто така сакам да нагласам дека еден од проектите кои ќе добијат посебно внимание е можноста преку веб страницата на општината или преку директна линија да пријавите проблем од комунална природа и во рок од 48 часа да добиете разрешница. Како проекти од овој дел би ги споменал: отварање бесплатен интернет клуб во Културниот дом 25 мај, проектот електронски парк, организирање курсеви за информатика и изучување на странски јазици во општината, урбанизам и животна средина. Една од основните задачи на локалната самоуправа е грижата за правилен урбан развој, одржување ред и воспоставување соодветна структура на самите населени места. Урбанистичкото планирање е континуиран процес кој што бара напори на изработување, донесување и спроведување на просторен и урбанистички план, како и доуредување и хуманизација на самиот простор. Свеста за економски и за развој, за да денешните генерации уживаат во благодетите на денешницата, е условот да не се загрозуваат можностите за континуиран развој. Во тој контекст, како приоритети во периодот кој следи, би ги напоменал: обновување на генералниот урбанистички план и деталниот урбанистички план, подготовка на плански документи за целата територија на општина Валандово во периодот 2013-2017 година, активирање на парцелите за изградба на стамбени згради во градот Валандово, изработувањето на локален еколошки план 2013-2017, изнаоѓање на концесионер за изградба на депонија во Югоисточниот плански регион, трибини за енергетска ефикасност и намалување на емисијата на штетни гасови, проект третман на кучињата скитници, изготвување на флористички водич, изработување програма за едукација и рециклирање, еколошки острови и изнесување смет од сите населени места, поставување пречистителна станица на реката Вардар, формирање на сточарски зони, изградба на мала зоолошка градина во караулата Бајрамбос, кампања за заштита на јаворот како белек на општина Валандово, проект еколошки решенија за ера на нова енергетика,
поставување сончеви колекторски системи на покривите на дел од зградите на јавните институции. Комунални работи. Почитувани, кога ја споменуваме областа комунални работи, скоро секогаш истата се поврзува со најнеопходниот енергенс, тоа е водата. Водата како добро од општ интерес е од првостепено значење во секојдневниот живот. Значаен фактор и незаменлив и битен услов за физичко обстојување на човек. Затоа, снабдувањето на населението во општината преку постојните водоводни мрежи со чиста и бактериолошки исправна вода е врвен приоритет на локалната самоуправа. Тука доаѓа и свеста кај населението да крајно одговорно се однесува и управува со самото третирање на отпадот, зашто како бенефит се враќа незагадувањето на околината, исправноста на самата вода кон секојдневието и водата која што ја пиеме. Општина Валандово има изградено водоводни системи во сите населени места, но овие системи не можат да ги задоволат потребите на граѓаните и затоа во иднина фокусот ќе биде ставен на подобрување на водоснабдувањето за целата територија на нашата општина. Водоснабдување. Нашите најважни проекти во функција на остварувањето на овие цели во периодот кој следи ќе бидат: ставање на сите водоводни системи на управување во едно јавно комунално предпријатие, изработка на хидрогеолошка карта на општината за откривање на нови извори на вода, канализација, проектот за вршување на изградба на канализацијски систем за отпадни води за населените места Брајковци, Балинци и Марвинци, кои многу пати до сега ги спомнавме, изработка на проекти за регулирање на сувите речни долини и субодолици во општината, проектот техничка документација за изградба на канализацијски систем во село Чалак, отпад, подобрување на собирањето и на транспортот на отпадот на населените места Пирава, Јосифово, Удово и од Бојмиската трансвезала, асфалтирање на локални патишта, улици и тротоари, асфалтирање на многу улици во село Пирава, Јосифово, Удово, Валандово, а поправење завршувањето на канализацијскиот систем во Бојмиските села и таму ќе започнеме. Довршување на тротоарот на булеварот Првомајски, асфалтирање пак е повторно на сите улици во населените места, тампонирање и проширување на патот што води кон селските гробишта во село Марвинци, регулирање и проширување на селските улици во сите населени места, улично осветлување, проект осветлени и енергетски ефикасни, плоштади и паркинзи и зелени површини, реализација на проектот за изградба на општинска зграда, изградба на црква на плоштадот во Валандово, конкурс за име на плоштадот, мини плоштад во село Собри, одржување на сите зелени површини, доделување годишна награда за најубав уреден двор. Други проекти: решавање на проблемот, и тоа најгорчливиот со градските гробишта во градот Валандово, поставување на автобуски станици во населените места, подобрување на електричната енергија во село Удово. Почитувани, тука стоејќи пред вас, можам уште многу да зборувам за проектите кои се во план за реализација. Проекти кои што во голем процент ќе бидат реализирани или ќе бидат во фаза на дозавршување. Секако, не заборавајќи го и решавањето на проблемите кои ќе произлезат од сферата на земјоделието и руралниот развој, туризмот, културата, безбедноста и противпожарната заштита, социјалната заштита и превенција, здравството, транспортот и патната инфраструктура. Со еден збор, опфаќање на сите сегменти за едно современо функционирање и живење, бидејќи вие тоа и го заслужувате. Гледајќи ве и познавајќи ве, познавајќи го големиот дел од вас, искрено, не се надевам, туку сум убеден дека на предстојните локални избори, закажани на 24 март 2013 година, заедно со советничката листа, ќе добиеме поддршката за нов мандат и повторно ќе извојуваме една голема, убедлива победа. Да живее ДВ